Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Верувам дека секој од нас има луѓе во животот кои ни го посакуваат и мислат доброто. И за да ни помогнат да ни биде добро, тие луѓе се подготвени да направат нешта кои можеби нам не ни се допаѓаат. Можеби тие луѓе се подготвени да ни кажат нешто што не сакаме да го чуеме, или да се застапат за нас во некој конфликт кој го имаме со друга личност. Некогаш ни е тешко да ги разбереме нивните зборови и дела, но со тек на време би требало да сватиме дека тие се на наша страна, колку и да не ни се допаѓа тоа што го прават. Јоав беше главниот војсководец на царот Давид. Кога Авесалом, синот на Давид, сакаше да го убие својот татко, Јоав ја искористи првата прилика да го погуби Авесалом и да му помогне на Давид да се врати назад на престолот. Иако Давид побара од Јоав да не го убие Авесалом, сепак Јоав не го послуша својот цар и постапи согласно интересите на Израелското царство. Кога дозна за смртта на својот син, Давид горко плачеше и жалеше за таа загуба. Глава 19, стих 1. Се вознемири царот и отиде во собата над портите и плачеше, и кога си одеше, велеше вака: Сине Авесаломе, сине Авесаломе, ода бев умрел јас наместо тебе, Авесаломе, сине мој, сине. Мислам дека има неколку причини за оваа тага на Давид. Прво, тој не беше сигурен во спасението на неговиот син. Кога Вицавеа му роди син и бебето наскоро умре, Давид го изми лицето и зема да јаде, бидејќи знаеше дека еден ден ќе се сретне со тоа дете. Но сега, смртта на Авесалом го скрши срцето на Давид. И мислам дека тоа е така бидејќи царот не беше сигурен дали син му се помирил со Бога пред да биде убиен. Дури би рекол дека тој беше прилично сигурен дека Авесалом не се помири со Бог. А втората причина поради која Давид тагуваше е тоа што сфати дека сето тоа што му се случува е директен резултат на неговиот грев. Како што тој со меч го растури семејството на Урија и ја зеде неговата жена, така Бог му кажа дека мечот ќе биде присутен и во неговиот дом. А верувам дека има и трета причина зошто тагуваше. Имено, Давид се надеваше дека кога ќе дојде времето, Авесалом ќе го наследи на престолот, но не насила, туку како што е редот. Ќе продолжиме со читање на текстот, стихови 2 и 3. Му соопштија на Јоав: Ете, царот плаче и тагува за Авесалом. И победата во оној ден се претвори во плачење за целиот народ, зашто тој ден народот слушна и велеше дека царот жали за синот свој. Со други зборови, наместо тоа да беше ден на прослава затоа што Авесалом беше поразен, за царот Давид тоа беше ден на пораз. Замислете, царот Давид ја прати својата војска да се бори и кога војниците си ја завршија работата, наместо да им благодари за нивниот успех и жртва, тој плачеше. Стих 4. Тогаш народот влегуваше во градот скришно, како што се притајуваат од срам луѓето што избегале од борба. Кога војниците се враќаа кон Ерусалим, тие ја славеа победата, но кога влегуваа во градот, никој од нив не се осуди да пее или да се весели, за да не испадне дека се радува за смртта на царевиот син. Стих 5. А царот го покри лицето свое и викаше силно: Сине Авесаломе, Авесаломе, сине мој, сине. Очигледно е дека и покрај сите проблеми кои Авесалом ги предизвикуваше, сепак Давид го сакаше својот син. Не знам дали таа негова љубов кон Авесалом беше заслепувачка, бидејќи очигледно е дека Давид не можеше баш да свати каков човек навистина беше неговиот син. Се чини дека тој никако не сакаше да си признае дека неговиот син едноставно тргна по лош пат и колку и да боли, сепак си го доби тоа што го бараше. Стихови 6 и 7.
Потоа Јоав дојде кај царот дома и рече: Ти денес ги посрами сите слуги своји, кои го спасија денес животот твој, животот на твоите синови и ќерки, животот на твоите жени и животот на твоите наложници. Ти ги сакаш оние што те мразат, а ги мразиш оние што те сакаат. Бидејќи денес покажа дека за тебе се ништо и водачите и слугите. Денес разбрав дека тебе ќе ти беше попријатно ако Авесалом останеше жив, а сите ние да бевме изумреле. Потребна беше голема храброст да му се каже ова на Давид во лице. Јоав застана пред својот цар и го укори за неговото однесување. Тој му рече дека ги посрами своите слуги кои се бореа за него, но и дека ги сака оние кои го мразат, а ги мрази оние кои го сакаат. И во одредена смисла Јоав беше во право. Кој друг цар во историјата на човештвото жалел за убедливата победа на неговата војска? Како може да е лут на оние кои победија, а да не се лути на син му кој го избрака од неговата палата? Во стих 8 Јоав речиси и му заповеда на Давид да стане и да се обрати пред народот. Стихови 9 до 11. Стана царот и седна крај портите, а на сиот народ му јавија дека царот седи крај портите. И сиот народ дојде пред царот кај портите, а приврзаниците на Авесалом се разбегаа по шаторите своји. И сиот народ од сите племиња Израелови се препираше и велеше: Царот Давид не спаси од рацете на непријателите наши и не ослободи од рацете на филистејците, а сега самиот избега од оваа земја, од царството свое, од Авесалом. Но Авесалом, кого го помазавме за цар над нас, умре во борбата, а сега зошто одолговлекувате, та не го враќате царот? Поентата е следнава: голем број на луѓе го поддржуваа Авесалом, и сега кога веќе Авесалом беше убиен, зарем имаше причина да не го вратат Давид на престолот? Стихови 12 до 18. Тогаш Давид испрати да им кажат на свештениците, на Садок и на Авијатар: кажете им на јудините старешини: зошто сакате да бидете последни во враќањето на царот во домот негов, кога зборовите на сиот Израел стигнаа до царот во домот негов? Вие сте мои браќа, вие сте моја коска и моја плод. Зошто сакате да бидете последни за враќањето на царот во домот негов? А на Амаса кажете му: не ли си ти моја коска и моја плод? Господ нека ми испрати тешка казна и уште повеќе да ми додаде, ако ти не станеш кај мене за секогаш воен началник место Јоав. И тој ги поколеба срцата на сите јудини мажи како на еден човек, и тие испратија да му кажат на царот: врати се ти и сите твои слуги. Се врати царот и стигна до Јордан, а јудеите дојдоа во Гилгал да го пречекаат царот и да го преведат преку Јордан. И Семеј, синот на Гера, човек од племето на Венјамин, од Бахурим, побрза и отиде со јудејците да го пречека царот Давид. А заедно со него имаше 1000 луѓе од племето на Венјамин, и Сива, слугата на Сауловиот дом, со 15 синови негови и со 20 слуги своји, тие го преминаа Јордан пред лицето на царот. Семеј беше човекот кој го колнеше Давид кога царот побегна од Ерусалим, а сега сака да биде еден од првите кои ќе му посакаат добре дојде. Стихови 19 до 23. Кога го доведоа сплавот за да го пренесат семејството на царот и да му послужат, тогаш Семеј, синот на Гера, падна ничком пред царот, штом тој го премина Јордан, и му рече на царот: Господаре, не ми го сметај за престап и не го спомнувај она со кое сгреши слугата твој во оној ден, кога мојот господар излегуваше од Ерусалим. И не го ставај тоа, царе, на срце, зашто слугата твој знае дека сгрешил. И ете, од целиот Јосифов дом дојдов денес прв да го пречекам господарот свој, царот. Авеса, Саруевиот син, проговори и рече: зарем Семеј нема да умре поради тоа што зборуваше лошо за помазаникот Господов? А Давид рече: што сакате вие од мене, синови Саруеви?
та сега ми станувате клеветници. Денес ли треба да биде убиен некој од Израел? Не знам ли јас дека денес сум цар над Израел? Давид и претходно можеше да даде заповед за Семеј да биде убиен, но сега по втор пат му го поштедува животот. Стихови 24 и 25. Тогаш му рече царот на Семеј: ти нема да умреш, и царот му се заколна. Излезе да го пречека царот и Мемфивостеј, синот на Јонатан, Сауловиот син. Тој не се ги беше измил нозете, не беше се грижал за брадата своја и не ги беше испрал алиштата свој од оној ден кога царот излезе до денот кога се врати со мир. Интересно е тоа што Давид му рече на Семеј: ти нема да умреш, и тој навистина не му се одмазди се до крајот на својот живот. Но, кога му го предаде царството на својот син Соломон, Давид сепак му кажа на Соломон да најде начин како да го казни Семеј. Патем, во стихот се спомнува и Мемфивостеј, синот на Јонатан, кој се чини дека одреден период беше на страната на Авесалом. Но, Давид го поштеди и неговиот живот, најверојатно поради ветувањето кое му го даде на Јонатан, дека ќе се грижи за неговиот дом. Стихови 32 и 33. Дојде од Рогелим и галатчанецот Верзелиј и го мина со царот Јордан за да го придружи од онаа страна на Јордан. А Верзелиј беше многу стар, на 80 години. Тој го хранеше царот додека живееше во Маханаим, бидејќи беше имотен човек. Да ве подсетам дека Верзелиј беше човек кој многу му помогна на Давид кога тој беше во бегство. Текстот вели дека тој беше имотен човек и го хранеше царот. Сега, кога Давид се врати на престолот, сакаше да му ја врати услугата и да го награди. Давид му предложи да го земе во Ерусалим и да се грижи за него. Но Верзелиј ја одби понудата и побара Давид да го стори тоа со неговиот син Кимхам, а Давид го прифати предлогот. Патем, верувам забележувате како оваа глава ни сведочи дека кога Давид се врати на престолот во Ерусалим, тој не сакаше никому да се одмаздува, туку за него тоа беше можност да покаже милост и да биде дарежлив кон луѓето. Сега доаѓаме до глава 20. Човек би си помислил дека по се што преживеа, Господ конечно ќе му даде оддишка на Давид, но веднаш потоа еден човек од племето на Венјамин по име Сева крена бунт против Давид. На крајот Јоав е тој што повторно го задушува ова востание. Патем Јоав во оваа прилика го убива и Авеса, кој очигледно требаше да го спречи бунтот, но воопшто не мрдна со прст, не презеде апсолутно ништо. И така, се уште се наоѓаме во еден исклучително крвав период и јасно гледаме дека неволите дефинитивно немаат одстапено од домот на Давид. Стихови 1 и 2. Случајно таму се наоѓаше еден лош човек по име Сева, син на Бихри од племето на Венјамин. Тој затруби со труба и рече: за нас нема дел во Давид и нема за нас наследство кај Јесеевиот син. Израелци, сите во шаторите. И сите израелци се одделија од Давид и отидоа по Сева, синот на Бихри, а јудејците останаа од страната на царот свој, од Јордан до Ерусалим. Навистина е неверојатно колку луѓето беа непостојани. Во еден момент размислуваа повторно да застанат на страната на Давид, а сега одеднаш Сева ги влече на своја страна и текстот вели дека се одделија од Давид и тргнаа по Сева. Со други зборови, ова е нова поделба во царството. Ако досега луѓето беа поделени помеѓу Саул и Давид и Авесалом, сега требаа да бираат помеѓу Давид и Сева. На некој начин, после се што се случи со Авесалом, се чини дека популарноста на Давид драстично падна. Но, јас мислам дека овој текст е уште еден доказ за тоа колку луѓето се непостојани и колку е лесно еден сладкоречив или харизматичен човек да ја поведе толпата каде сака. Знаете ли што е проблемот во целата оваа ситуација?
Фактот што Израел и во случајот со Авесалом и во случајот со Сева одлучи да не го поддржи царот кого Бог го назначи, туку тие си назначуваа и следеа своји водачи. Значи, во одредена смисла, ова не беше личен напад кон Давид, туку беше напад и кон Бог, бидејќи на народот не му се допадна Божиот избраник. Стих 3. Давид дојде во домот свој во Ерусалим и ги зеде царот 10 жени наложници, што ги беше оставил да ја чуваат куќата. Ги смести во одделна куќа под надзор, ги хранеше, но не одеше кај нив. И тие престојуваа таму се до смртта своја и живееа таму како вдовици. Ова беа жените со кои Авесалом легна откако неговиот татко бегајки си замина од Ерусалим. Давид одлучи да се грижи за тие жени, но никогаш повеќе не легна да спие со нив. Искрено, не знам зошто воопшто ги зеде за своји наложници, но сега се чини како да сака да ја поправи грешката од минатото. Но, што ќе направи Давид во однос на Сева? Дали царството ќе се подели или и овој нов бунт ќе биде задушен? Стихови 4 до 8. И му рече царот на Амаса: свикај ги за 3 дни јудејците кај мене и ти самиот дојди тука. И Амаса отиде да ги свика јудејците, но се задржа повеќе од определеното време. Тогаш Давид му рече на Авеса: Бихриевиот син Сева сега ќе ви донесе повеќе зло отколку Авесалом. Земи ги слугите на господарот свој и следи го, да не би да најде утврдени градови и да се сокрие од очите наши. Царот му заповеда на Авеса да го следи Сева и да не дозволи бунтот уште повеќе да се прошири, но останатиот дел од оваа глава не известува дека Авеса не беше послушен. Јоав, главниот војсководец на Давид, го уби Авеса бидејќи сметаше дека не му е лојален на Давид, и потоа самиот тој тргна во потрага по Сева. На крајот Сева беше убиен и со тоа овој нов бунт беше задушен. Ако мислите дека со тоа завршија проблемите на царот Давид, жал ми е што ќе ве разочарам, но тоа не е така. Во следната епизода ќе видиме како тој се соочи со уште 2 сериозни проблеми, а тоа се глад и војна. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.